Владата донесе одлука според законот, а теренот за висината на најниската плата е отворен за договор помеѓу работодавачите и работниците. Ова е ставот на премиерот Христијан Мицкоски во однос на незадоволството кое го изразува синдикатот за висината на минималната плата, која од месецов согласно методологијата која е донесена во време на СДСМ е повисока за 1800 денари. Минатата влада вештачки го покачувала минималецот, а не го исплаќала во целиот јавен сектор и сега дел од министерствата се соочуваат со тужби од вработените. На 25.000 денари или 24.000 денари придонесите се теоретски 12.000 денари, на 30 се 15.000. Разликата е 3.000. Таа завршува буџетот. Претходната влада што правела? Вештачки ја зголемувала минималната плата, но тоа не го почитувала. Тоа не го почитувала кога станува збор за вработените во јавната администрација. И затоа сега тужби и Владо во одбрана и Панче во МВР плаќаат со милиони евра. Ние мораме по закон да работиме. А тие во било кое време нема проблем, јас ќе ги примам. Владата работи за доброто на граѓаните, а најдобар одговор за оние кои не го поддржуваат нејзиниот труд е да продолжи да испорачува резултати, смета Мицкоски. Според премиерот, бројките зборуваат за работата на владата. Во изминатиот период влегоа 250 милиони евра во стопанството и уште толку во општините. Исплатена беше евроврзницата од половина милиарда евра, а сметката на владата од минус 12 милиарди сега е во плюс од над 3 милиарди денари. Забележан е пораст на бруто домашниот производ и извозот, а странските инвестиции стигнаа рекордни 1.255 милиони евра. Ги зголемивме пензиите за 5.000 денари линеарно, нешто што велеа дека е невозможно, дека е лага. Се потпишаа колективните договори и веќе тргна исплатата на поисоки плати за здравствените работници и образовните работници. Впрочем, тоа почна уште минатата година. Си нивелира и друг тип на односи. Полицајците МВР доби 10% зголемување. Раководството на Сојузот на синдикати на Македонија излеза на протест барајќи покачување на минималната плата на 500 евра и покачување на останатите плати за 100 евра. А председателот на ССМ даде и предлог тој и сите функционери да земаат минимална плата цела година, ако се изгласа најниската плата од 500 евра. ССМ побара и средба со Мицкоски, кој кажа дека нема проблем со такво нешто. Следната седница на Економско-социјалниот совет ќе се одржи по утврдување на репрезентативноста на синдикатот што треба да го направи комисијата која формираше владата. ССМ е единствениот пријавен синдикат.